Благодарам, председателе. Почитувани колеги, Уставниот суд е најзначајниот, најважниот механизам за заштита на човековите права и слободи. Тој е чувар и заштитник на Уставот и на уставниот поредок во секоја демократска држава, се разбира и во Република Македонија би требало да биде така. Ке беше добро доколку сите кандидати предложени од страна на Комисијата за избор и именувања беа и нивните биографии, се разбира, беа доставени барем мал временски период пред почетокот на вчерашната седница, за да можеше јавноста, не само пратениците во овој дом, туку и јавноста да бидат запознаени со кандидатите, со нивните биографии и да може пред се стручната фела да се произнесе за овие кандидатури. Може би ке беше и позитивно тоа произнесување од фелата, како што беше кажано од претходниот говорник, меѓутоа ние немавме можност да слушнеме што стручната јавност мисли за предложените кандидати. Немавме можност да се отвори ниту дебата, за која што ќе бевме подготвени да говориме како на комисијата, така и на оваа пленарна седница, и да разговараме и за достигнувањата, но може би и за неуспесите и потврлањата на секој од предложените кандидати или на некој од нив. Господинот Илија Димовски ги кажа работите кои се надевам и од сигурна сум впрочем факти изнесени во биографиите поднесени од самите кандидати. Меѓутоа факт е и тоа дека во нивните биографии има податоци кои никаде не стојат и кои голем дел од нас, но и од пошироката јавност не може да ги знае бидејќи не се внесени во CV-ата поднесени до собранието. Кандидатката за Уставниот суд предложена од ВМРО-ДПМН е господјата Елена Гошева, е во тесна роднинска врска со председателката на Државната пописна комисија, која на 3 дена пред крајот на пописот во октомври 2011 година го растури и го сруши пописот, давајќи си оставка таа самата како и целата нејзина комисија. Кандидатката Елена Гошева е всушност мајка на Слободанка Гиевска, председателката, која ја изврши задачата да не се спроведе попис во октомври 2011 година, која обезбеди 14 милиони евра буџетски пари на граѓаните на Република да отидат во неповрат без никој да знае каде и зошто и без при тоа да му објасни на македонскиот граѓанин зошто тоа се има случано. Предпоставката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е дека ова е сушност награда за господја Елена Гошева да ја добие престижната функција судија на Уставниот суд заради одработената партиска задача на незината ќерка во октомври 2011 година, именувана се разбира од владата на Република Македонија. Кога веќе станува збор за тоа дека треба да избереме кандидат, дека треба да избереме судија кој ќе ги штити уставните слободи и права на граѓаните, кој ќе ја штити законитоста и уставноста на сите правни акти донесени во оваа држава, треба да се каже и фактот дека господја Елена Гошева го има добиено решението за пензија на 3 март оваа година, 2012, но и покрај тоа секојдневно оди на работа во Советот на јавни обвинители, што ќе се согласите, барем оние кои се правници и кои го познаваат овој дел од правото, дека тоа се коси и со Законот за пензиско инвалидско осигурување, и со Законот за работни односи, и со Законот за Советот на јавни обвинители. Нормално е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија при ваков факт, како и секој граѓанин, да си го постави прашањето дали човек кој во моментов крши неколку законски одредби и не почитува закон, ќе биде компетентен, ќе биде доблесен утре да ги штити останатите закони и уставот од повреда на други граѓани или други правни ентитети. Исто така, во незините биографски податоци не стои и затоа и не може никој да спомене или не сака никој да спомене од страна на предлагачот фактот дека господја Елена Гошева во 2009 година како председател на Советот на јавни обвинители става на дневен ред и врши избор на 2 јавни обвинители. Од кои? Против едниот во истиот момент се води истражна постапка, а другиот пак е разрешен судија за нестручност и несовесност. Откако јавноста изврши силен притисок
врз ваквата постапка нестручна, некомпетентна и се разбира незаконита, од страна на господја Елена Гошева беше изјавено за медиумите дека учи од грешките, дека е Советот на јавни обвинители млада институција и дека така ќе учи од грешките. Во 2009 година, само 3 години пред овој момент кога, почитувани колеги, ќе изберете Елена Гошева за уставен судија, истата господја Елена Гошева била пред крајот на својата кариера, пред 3 години пред пензионирање. И во тој момент таа правела грешки и учела од грешките. Како да бидеме сигурни дека утре, како уставен судија, бидејќи тоа ќе биде комплетно нова позиција и функција за неа, нема повторно да прави грешки за кои нема учење, за кои ќе нема можност да ги поправи. Како да знаеме дека нема да направи грешка кога ќе укине одредена законска одредба, кога ќе поништи закон? Како да знаеме дека нема да направи грешка кога ќе одбие иницијатива за укинување на неуставен закон? После тоа веќе враќање нема. Нема простор и нема време и нема можност во институција како што е Уставниот суд да се избираат луѓе кои треба допрва да ја учат својата работа. Господја Елена Гошева, како јавен обвинител, го води предметот наречен Арачиново. Да ве подсетам, станува збор за убиство на тројца полицајци во Арачиново. Ден денеска, после повеќе од деценија, тој предмет не е решен. Тоа влегува во професионалната кариера на господја Елена Гошева, како добар јавен обвинител, како што ни беше кажано, избрана од страна на нејзините колеги. Кога станува збор за нејзиниот избор конкретно, должни сме да кажеме дека тој не е направен со консензус. Како што не бил направен и со консензус изборот од ова собрание за претходниот кандидат Никола Ивановски, каде што видовме дека дел од пратениците на ВМРО-ДПМН не гласале, а останатите кои гласале биле само и само пратеници на ВМРО-ДПМН и дуи без опозиција, така и господја Елена Гошева за председател на Советот на јавни обвинители не е избрана со консензус. Напротив, незините колеги, јавните обвинители кои седеле во тој совет, не гласале за неа. Вообичаено е, почитувани колеги, при избор не на политичка, туку на стручна функција, кога те бираат колеги и кога те избира фелата, да постои општ консензус. При изборот на Елена Гошева за председател на Советот на јавни обвинители, таков консензус не постоел. Почитувани колеги, должни сме да кажеме, иако не се коси со ниту една законска одредба, меѓутоа на вакви високи позиции се претпоставува дека треба да се има потполно чиста биографија, етички и морални вредности да бидат исполнети. Затоа должни сме да кажеме и тоа дека како членови потесното семејство на господја Елена Гошева се верни членови и поддржувачи на ВМРО-ДПМН, а незиниот сопруг во времето на владење на ВМРО-ДПМН е избран за директор на Државниот студентски центар. Но тоа не е се. Тој ја злоупотребил својата службена должност и против него е покрената кривична пријава за злоупотреба на службена должност. Се поставува прашање и треба сите да си го поставиме тоа прашање, дали е и тоа еден елемент кој оди во подкрепа на ставот дека токму овој кандидат од бројните правници, од бројните судии со високи позиции, на високи звања во нашиот судски систем, токму овој кандидат е најдобриот кој треба да ја заземе највисоката позиција во судската инстанца. Сосема за крај, да ве подсетам, дел од вас се и сега присутни, а биле присутни и тогаш во 2010 година, кога е изгласано од ова собрание закон за судови, измени на законот за судови, според кој, почитувани колеги, предвидовте дека за да се биде судија на основен или апелационен суд, тоа се основниот првостепениот, најнискиот суд во нашата држава, за критериум е предвидено да се има магистратура покрај додипломски, значи и постдипломски студии, и на двата циклуса студии,
кандидатите за судии на основен и на апелационен да имаат просек над 8. Предлог на господинот Михајло Маневски, кој ревностно го бранеа одредени колеги и сега присутни и кажуваа дека е тоа многу важно за вршење на една судиска функција. Кога сме веќе кај овој законски услов, кој вие го изгласавте, должни сме на јавноста да ја кажеме дека сега ни предлагате кандидат за Уставен суд, највисоката судска инстанца, кој студирал 9 години и има просек 6,40. Многу ме интересира било кој од репликантите што ќе се јави, како ќе ми го објасни фактот дека гласал пред 2 години и инсистирал судија на основен суд да има магистратура и 8 просек на додипломски и постдипломски на двата циклуса студии, а сега ни предлага и ќе гласа судија на Уставен суд, кој после долго време мачење на студии завршил со 6,40. И сосема за крај ќе го цитирам почитуваниот колега, пратеник од ВМРО-ДПМН Александар Николовски, кој вчера рече: предложените кандидати не се совршени. Се согласувам со вас, колега Александар Николовски. Далеку се од совршени предложените кандидати. И не само тоа, нивните биографии се скромни, а на дел од нив, конкретно на госпоѓа Елена Гошева, е дури и компрометирачка. Од тука, ако сепак се одлучите да го поддржите партискиот предлог госпоѓа Елена Гошева да стане нов судија на Уставниот суд на Република Македонија, сакам да ви го честитам изборот, кога и да го извршите денес или утре. Нека ви е честит новиот бран кој го започнувате токму во Уставниот суд на Република Македонија, а со старите и извикани кадри на ВМРО-ДПМН. Ви благодарам.